Разликата е во квалитетот. Сега со нови поволности за корисниците на картичките Верна. Само на бензинските на Макпетрол. Долго време Македонија ќе остане без втората фаза, меѓутоа останува уште од оние два надпревари во пристапот. Како течеше дуелот со Испанија? Па видите, јас сега доста време потрошив во живо на македонска телевизија, со вашите колеги многу работи кажав. Не е проблем, ќе се повторам. Силно посакувавме втора фаза. Јас уште пред почетокот на светското првенство рекол дека ќе биде светско чудо, затоа што анализирајќи знаев дека ќе биде тешко, меѓутоа верував и посакував. Не успеавме. За малце бевме многу блиску. Едноставно немаме ростер да го издржиме целиот надпревар 60 минути, 60 минути. И видите, кога се игра прв или втор надпревар и распоредот не ни одеше во прилог, сте посвежи и со овој ростер, како поминува времето, тешко е да се биде на исто ниво, поготово ако играш со квалитетни противници како Хрватска, Шпанија и Исланд. Храбро се боревме, мислам дека не потфрливме, напротив, немавме спортска среќа, па ајде и доволно квалитет, да ги издржиме 60 минути да играме и да го победиме еден квалитетен Исланд. За младите играчи голема подршка од мене. Ова светско правенство ќе им значи многу. Нити се криви, нити ќе бидат криви тие за нешто. Има позитивни, има негативни коментари за нив, меѓутоа јас исто бев млад играч и кога стапив на сцена исто имав слаби надпревари, ниту па тренерот имал доверба да ме стави во надпревари каде што мора да се победи. Денес мораше да се победи. Истото беше и со Хрватска, истото беше и со против Шпанија. Мислам дека Македонија е на добар пат, ракометен пат. Никако ова невлегување во вториот круг не треба да не демотивира како ракометна нација. Напротив, треба од овој пораз или неуспех, ако може, иако за мене тоа неуспех не е, треба да се научи и да се оди затоа што македонската нација сака спорт, сака ракомет и не смее никако да делува демотивирачки. Напротив, наша скриена амбиција беше и тоа дека сакаме да бидеме првите 7-8, да имаме олимписки квалификации, меѓутоа не успеавме. Видете, се направи, така да кажам, полусмена на генерации. Ние ги немаме Миркуловски, го немаме Јоновски, го немаме Никола Марковски во ростерот, Гоце Ојлевски, кој што може би во одреден момент Никола Марковски беше повреден, го немавме Мартин Велковски, на негово место влета Серафимов. Мартин Велковски е доста поискусен и поквалитетен играч во моментот каде што би бил моја замена. И со тие 4-5 играчи сигурно би изгледале многу посериозно, меѓутоа што ми беше зборот за тие олимписки квалификации, има уште една шанса на европското првенство во Австрија и во Норвешка, каде што остануваат 2 места. Ќе видиме како ќе се одвива ситуацијата. Мислам дека сме блиску до пласма на тоа европско првенство и зошто да не пробаме уште еднаш да ги обезбедиме на тоа европско првенство. Ова првенство ќе им значи многу нови ракометари, ќе им даде поттик, видоа како се победува, како се губи, како е кога се игра под притисок, како е кога мора да се победи. Значи големо искуство за нив и ништо. Треба исто пофални зборови за Раул Гонзалес, кој беше силна мета на критики во текот на овие 5 надпревари. Треба да бидеме поносни што имаме еден таков квалитетен тренер, еден од топ 3 тренери во Европа и во светот. Прв до последен играч, тоа го видува со неговите анализи, со неговото поставување на играта. Меѓутоа во спортот постојат порази и победи, треба да ги прифатиме и да одиме напред. Ќе најдете ли сили сега за дуелот тебе со Русија веќе за послободниот ден во Келн? Да, тоа прашање исто од еден ваш колега го добив. Сили има, ние сме на располагање, стручниот штаб ќе одлучи како ќе настапиме на тие дуели. По мене многу подобро би било да се заврши едно светско првенство победнички. Мислам дека ни преостануваат 2 надпревари, за да треба да се бориме од 13 до 16 место. Многу
подобро ќе изгледа ако се заврши така, отколку однапред да се предадеме. Ја не викам дека и младите играчи доколку настават нема да победат на било кој од тие два на превари, меѓутоа видете, ако сакате да растете со квалитет, треба да градите победнички менталитет и мислам дека така треба и да се поставиме. Кученце, желка и змеј. Јас сакам да подом. Купете полиса за домаќинство од Осигурување Македонија и помогнете за реновирање на еден дом во СОС Детско село. Тука сме. Осигурување Македонија, Виена Иншуренс Груп.